Почитувани, добар ден. Новата реалност во Република Македонија е дека граѓаните одбраа правда токму за Македонија. Резултатите од изборите покажаа дека ВМРО-ДПМН е политичка сила со најголема доверба меѓу граѓаните и дека политиките на власта доживуваат пораз. СДСМ како политичка партија драматично ја губи поддршката кај граѓаните и тоа го потврдуваат бројките и фактите. Власта, особено СДСМ, е делегитимирана. Народот не им верува. Вчерашниот ден, исто така, потврди дека меѓу граѓаните владае вистинска апатија, поради болната реалност оптоварена со криминал, корупција и сиромаштија. Поради неправда која чувствува секој човек, граѓаните се чувствуваат измамено од страна на власта. Доживеа пораз системот кој наметнува тортура, прогон и притисоци, системот кој носи безпарица и економска стагнација, системот кој тргува со името, достоинството и законите. Со овие луѓе нема ниту иднина, ниту напредок. Одговорот на апатијата е едноставен. Масовно гласање во вториот круг на изборите на 5 мај и потврда дека граѓаните се тие кои решаваат. Народот е посилен од секоја власт и народот е свесен дека со гласачко ливче победуваме неправда. Гордана Силјановска-Давкова е изборот на граѓаните. Таа е изборот затоа што е олицетворение на правдата, човек со кредибилитет и свој став. За нас, довербата од граѓаните е обврска, а новата реалност е дека ВМРО-ДПМН и коалицијата која ВМРО-ДПМН ја направи со народот победи во 47 општини. Фактите говорат дека на минатите локални избори победивме во само 5, а вчера, по нешто повеќе од една година, повторувам, во 47 општини. Победивме во Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Велес, Кавадарци, Неготино. Победивме во Босилово, Брвеница, Валандово, Василево, Вевчани. Победивме во Виница, Гевгелија, Градско, Дебарца, Демиркапија, Демирхисар, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце. Победивме и во Карбинци, Кочани, Кратово, Кривогаштани, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Новаци, Ново село. Гордана победи и во Охрид, Петровец, Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Ранковце, Росоман, Свети Николе, Сопиште, Старо Нагоричане, Чешиново, Облешево. Тука би истакнал неколку работи. Скопјани ја поразија власта. Скопјани ги поразија Заев и Пендаровски заедно. Огромна победа имавме во Гази Баба, каде разликата е 6.500 гласа во корист на Силјановска. Во Кисела Вода Силјановска води пред Пендаровски со разлика од над 4000 гласа или разлика од над 30%. Победа имаме и во Аеродром, каде разликата е повеќе од 2000 гласа. Победивме и во Бутел со 1400 гласа разлика. ВМРО-ДПМН има победи во Ѓорче Петров со над 2000 гласа разлика или над 30%. Имаме тесен резултат и во Шутово Ризари, каде претходно на минатите избори имавме голема разлика во корист на власта. Исто така, намалена е разликата и во Центар и Карпош. СДСМ за помалку од 2 години изгуби речиси 14.000 гласови во Битола, каде денес имаме водство на Силјановска во однос на Пендаровски. Доколку резултатите нови избори се пресликаат во пратенички мандати, ВМРО-ДПМН е политичка партија која ќе треба да прави ново мнозинство во собранието и нова влада. Првичните анализи покажуваат дека ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе освои 53 пратенички мандати, а СДСМ 12 пратенички мандати помалку или само 41 пратенички мандат, додека БС и Алијансата и ДУИ по 13 пратенички мандати. Почитувани, цврсто веруваме во победа во вториот круг на изборите затоа што народот се определи. Големиот број на гласови кои го освои Гордана и ВМРО-ДПМН за нас е огромна обврска да продолжиме понатаму. С оглед на тоа дека власта на СДСМ оствари слаби резултати, апелирам да се задржи демократскиот амбиент
и да не се продолжува со методи на притисок и заплашување. Тоа ќе биде контрапродуктивно, бидејќи народот веќе го испорача своето. Кажа дека е за промени. Македонската пролет доаѓа. Ги повикувам сите граѓани, апсолутно сите граѓани, да искористат можноста за конечна победа на правдата над неправдата. ВМРО ДПМН е за принципи, вредности и честитост. Да се обединиме во заложбите за правда во Македонија и за Македонија. Правдата е и зачуваното достоинство, подобриот стандард, подоброто здравство, приносното земјоделие, нови фабрики, сигурност и иднина која е загарантирана. Затоа, ајде заеднички да испишеме историја, да победат граѓаните наспроти целата власт и неправдите. Ви благодарам. Ќе побарате ли поддршка од албанците и дали ќе се сретнете со господинот Брегин Река за евентуално соработка во вториот изборен круг? Во целата оваа кампања која што имавме и во изминатите 20 дена, меѓутоа и во периодот пред кампањата, во сите наши настапи, во целата наша политика како ВМРО ДПМН, значи ги повикуваме сите граѓани, при тоа не делејќи ги по било која основа. Така да, уште еднаш ќе повторам, сите оние, дали се политички партии, организации, здруженија на граѓани, физички лица, кои што сметаат дека треба правдата да победи, дека треба да ја градиме Македонија врз принципи, искреност и честитост, е добре дојден да ни се придружи и го повикуваме, како што го повикав пред малку во пресуд, да ни се придружи. Споредбата на бројките со минатите локални избори покажува дека овој пат освоивте за 20.000 помалку гласови во однос на локалните. На што се должи намалувањето на гласачкото тело на вашата партија? Исто така да не забораваме дека СДСМ освои 140.000 помалку. Секако дека се должи на намалената излезност и токму и затоа во овој прес ги повикав граѓаните, меѓутоа исто така и апелирав до власта да престане со притисоци и закани, бидејќи евидентна за сите нас апатијата која што оваа власт ја наметна во нашето општество. Значи, проблемот е апатијата, а не нешто друго? Надворот политик, надворот она што пораката ја пратија граѓани. Предпоставувам дека сакате да алудирате на нешто, доколку ми се обратите директно би можел да ви одговорам, овака ми е повеќе на база на шпекулација. Зошто мислите дека имаше мала излезеност на граѓани кои што гласаат помала во однос на претходно? Поради тоа што во државата влада апатија, поради целата политика која што оваа власт ја води во изминатите 2,5 години. Благодарам и на вас. Разговарате и со дел од поддржувачите на бојкотиране. Ние Убедите за да излезат сега во вториот круг. Затоа Значи, што и тие имаат одреден. разговараме буквално со сите, се обраќаме буквално до сите, како што кажав пред малку, да не се повторувам, сите оние кои што ја делат идејата на ВМРО ДПМН, идејата на Гордана Силјановска Давкова за правда во и за Македонија, се добре дојдени да се придружат и дека секако нема проблем со било кој да разговараме. Други прашања? Благодарам.